Програми што може да ја вознемират малолетната публика. Се препорачува надзор од родител-старател. Драги мои, добро вечер и добре дојавте во уште едно издание. Јади Бурек на ТВ Сонце. Вечерва гостин во студиото е Сашо Тасевски. Добро вечер, добро дојдеш. Добро ве најдов. Сашо има добри скоро 16, 17, 18, 19, 25, 30-40 години откако прв пат имав интервју со тебе. Тоа беше на друга телевизија и како гостин беше те презентирав. Тогаш беше многу интересен муабетот, бидејќи беше пред се за култура. Иако во меѓувреме ти малку одскокна вака во јавноста со твоите политички анализи, со твојот морален компас и укажување и коментирање на актуелните состојби во било која сфера, но малкумина од таа јавност која те сака, која те хејта, малкумина знаат дека си ти во суштина уметник, дека си писател пред се и дека ја барем до толку знам дека прво што е и кој е Сашо Тасевски. Сашо Тасевски е писател, драматург, пишува сценарија. Или како вика, не му оставај парче хартија и пенкало пред него, оти ќе напише книга. Да, тој еден колега го смисли. Да не ми остават у близина салфетка и пенкало, ти одма книга ќе сум напишал. На време така почнав да ги штанцам. Уствари, ја не ги штанцав, него секој еден роман или збирка на драми барем година дена ги пишував. Со се пеглање, со се ревизии, чистења, кратења, немаше под година дена. Ја не сум тип што пишуваше секој ден онака, како што ми кажуваше почитуваниот Винко, кој ме праша, вика, ти сега секој ден онака за да Винко Антоновски, за да одржуваш, вика, кондиција, сега секој ден барем пола сат пишуваш, гледам, викам, не, викам, која ќе ми до инспирација тоа што пишувам. И така беше реално, ако застанев негде, немам клjuč за понатака да продолжам романот, тука застанував и доека не ми падне пак на памет како да го продолжам, не продолжував. Може и 6 месеци да поминат. Не се оптеретував, затоа што тоа хоби сепак ми беше забава и терапија веројатно. Што си по вокација тогаш? Глумец. Актер? Да. Има завршен актерска? Да. У класата на Љубиша Георгиевски. Покоен или сега и после тоа кога ја ги нешо магистрирав театролошки науки, од секојаш сум имал... Какви науки? Театролошки. Театролошки. Да. Магистрираше? Да, уште 2004. Па не е мала работа. Не, нема врската. Тоа магистратурата требаше да биде некој си припремен, припремна фаза за да одиш или на докторат, а после сватив дека и да имаш и 6 докторати одека кај нас од оваа некоја моја област, дека е џабе. А ако идеше на докторат, што ти беше да отидеш? Па едно време се загреав, сакав филмско сценарио, едно време се загреав, но кога тогаш со Сашко Насев разговаравме баш на ФДО и кога ми кажа колку тоа ќе ме чини, нели, сватив дека една плата, нели, тогаш 3 деца веќе мислам дека имав. Да, имав 3 деца. И сватив дека е без везе се ја да вложувам у моето его нешто докторат, у некој мој статус, онака, што се вика дома да крпиме едва од први до први, и така веднаш се откажав од таа идеја, без да размислувам многу. После 5 минути, викам, си реков, нема врска. Ама не ти била таков силен порив како за пишувањето, бидејќи ти си, да речем, креативно импулсивен човек, барем како што се опиша себе си, да те удреше сигурно, ќе го завршеше. Како знаеш и умееш. Мислам, да ти дојдеше
таква креативна инспирација? Не. Јас имав услови, нели, што се вика малце е така да пуштам чергичето, веројатно ќе се запишев, нели. Затоа што сите, нели, имаме ние криза на идентитет, овие уметници ве секојаш сакаш нешто повеќе, знаеш што. Ама кој ќе стаеш на канта рационално некој работи, викаш кому ќе му биде тоа утре важно? Што е ако докторирав или ако завршев некој филмско сценарио, кога ќе добиев шанса да пишувам сценарија за филмови? Од Исто ќе практичен беше. аспект апсолутно ништо. Но Ништо, бидејќи па дома тоа е- имаме еден исти таков Тоа е како тебе, муабетот. Тоа е муабетот. Истина. Па тоа е муабетот, да, истина. ама му ја почитувам желбата. Желбата му е преголема. Желбата е преголема и не можеш да овакво. Иначе, да си ми бил дете, сигурно усредно ќе сум те кршал од ќотек да не запишеш актерство, туку да запишеш економија и да работиш Да, у банка. тоа јас се Од им практична зборам на причина. моите деца, фала Богу, овие постариве две немаат никакви намери, таа најмалата некако ја влечат овие работи, ама јас им кажувам, викам, не размислувајте уопште на било каков уметнички факултет или не знам некои општествени науки, затоа што ќе си имате проблем у животот, мора да завршите факултет чие знаење се вреднува надвор за да излезете конкурентни на пазарот на труд надвор од држава, кај што се бара тоа што се бара, нели? IT, MIT, овие Мислиш наука. дека не се свесни децава што ги чека? Па ја мислам дека Колкави се, извини? 14, 13 и 10. Ја мислам дека се свесни. Поготово овие постариве мои две Остави што се. нека одберат што Да. сакаат. Не им се мешам, ама ја морам да им кажам да не сгрешат, Апсолутно. да не сгрешат, да не ја направат грешката ја што сум ја направил. Затоа што сепак нашето време беше друга, ние уште веруевме у некои идеали дека можеме светот да смениме ако се занимаваме со уметност, со такви работи. Свативме дека не можеме, ама свативме касно и затоа станавме. А најбитно е денес како што гледаме да се валоризираш. Апропо и синте дека го спомна. Ако не се валоризираш, у животот тоа понатака само проблем ќе ти прави поголем и поголем. можам на сила да го прешалтам на нешто друго, дал ќе Да. биде среќен. Дал он мирно ќе спие, дал ја мирно ќе спием заради тоа. Па ви, најубаво може некој компромис да се најде нешто што е него можеби сега тоа него кристализира така чисто некој негов иден позив, ама малце да го упатиш да го канализираш у тој поглед, па он сам да рече, ова може да ми биде интересно да му се види, знаеш. А е многу тешко да дое на 50 години и да свати дека од неговата професија не заработил ништо, тоест ништо не успел да стекне, не збориме да Фамилија заработува. моја, двајца банкари, чии деца едното во Германија, другото на друга страна и вакви, пушти го, оне креативен иде, ваму. Ти ли најде да збориш, бе, ѓубре едно, бе, викам. Ѓубре едно, заеднички ви се 5000 евра, викам, само затоа што се појавуете на работа, имате толку плата, а камоли да работите. Тоа е приказ на исто еден што Да, и многу филозофираат од вака од висина која гледа, нека ги децата. Поминам тамо она што е улица на како ја викаат Боемска у Девармало. Еден тип станува, седеше туку некој кафисли, кафана, што знам што. Молим те, викате, гледавме со жена ми на стендап, молим те, седи, сакам кафе да те почастам. И сега седнав, окей, имаш 10 минути, имам и 20, не е проблем. Сега, кејф му беше. И сега правиме муабет и не знам како почнавме на тема, почнам избори, јас многу оценам тоа кај вас уметниците, тој поривот вашиот духовен, не е све материјалното, не е све, и почна да збори, знаеш, не е окей, не го знам човеков. И у тој момент вака покрај нас застанува некој си кабриолет Мерцедес. Вика керка ми, вика картицата нешто, не знам што, за кидала негде за Великден, беше у Охрид, нешто 3-4 дена. И дојде она, значи им каже, кај него бевме на стендап, малава студентка, некоја 20-21 година, значи буквално ни рака не пружи, само вака ми климна. Ја и климнав, се скачи тоа Мерцедесот, бррр, ми вика добра кола, викам, ја му викам добра кола. Да, вика сама си одбра она, иначе мојата ена и ми покажу една мечка од Мерцедес, огромна, една бела. Викам, шо ми збореш овој демагогија, викам 15 минути за... Не бе, зашто? Види, се е во ред. Не е материјалното Знаеш битно, како? духовното е битно. Истото ми се случува и мене. И кога така ќе го извадат својот мандинго алат за порно филмови на маса, Декембер нели? бутон, па. И само ќе им рече, ама знаеш како го прекинувам муабетот? Викам, ти што работиш ту? Успешен си? Да, супер ми е.
Ај викам спонзор у емисија. И одма, улето истекло у машината за рибана, ти не знаеш, инфаркт, добил татко му одма, ти не знаеш. Одма се евакуира. И додека се евакуира, додека се транспортира она Скоти бим ми ап, му викам 200 евра бе во емисија, 200 евра. Значи, ние сме нација која сака да се фолира, себични и фолиранти. И демагози. Да, ние помагаме само на социјални мрежи. Лајк имаш од мене, доволно ти е. Ништо друго, брат. Кога ќе почнеш да тонеш, никој нема да се... Ќе најдеш тогаш 3-4 луѓе можеби во животот кои и без да ги молиш ќе ти помогнат. Да, без да ги молиш, може ќе се јават сами, ако може да помогнам. Има и такви, да, има и такви. Народ, знаеш кога ги немало девојчињата и сите се нешто возбудени. Не уклучиле телефон, непотребна драма, да се Извини, ја за ова вчера што беше со ова, не сакам да го коментирам, ти коментирај го ако сакаш, ама и мене ми е дегутантно. Сите, цела Македонија, ќе ги спасиме девојчињата. Што ќе ги спасиш, бе, девојчиња? Прво, барем 24 сата треба да ги нема. Второ, 15 годишни се. Не кренале на мобилен, заскитале. Голема работа. Не сме тоа, иако постои се уште, Јанко, еве сега, пошто ја спомна темата, иако постои тоа кај нас како во закон, во процедура полициска, мислам дека тоа треба да се смени. Значи, одамна е завршено времето да се чека 24 часа, не да божи у такви екстремни ситуации кај што има киднапирања. Оти на мој познаник му се случи, шетал по Камени мост, значи ова е жива вистина, пред 2 години, уек на ковидот беше тоа. Гледа едно мало девојче, 15 години, со некој тип чуден, како одат еден покрај друг и како овој ја прашува дека твоите кај се? Моите у Гевгелија живеат, ја тука дојдов кај тетка ми и вика, јас како ги одминав, подзастанав, вика, на страна, на Камени мост, мислам, и ги оставив навака према центар, Камени мост. И ги пуштив пред мене, и ги пуштив 10 метри, чуден, вика, беше многу типот, и се јавил у полиција. Ама, пази, тоа е реална помош. Не. Реално нешто си преземал. Сакав поентата да ја кажам. Не може бе социјални мрежи, бе, не можеш ти мене со лајкови овдека. Не, друго сакав да кажам, апропо тоа што спомнати. Значи, се јавил у полиција, го прашале од тамо каде одат, они у тоа време се симнале по кеот према Жабарот кај што сиде, вика, натака одат, добро, вика, господине, ништо не преземајте, вика, има тамо, вика, наши луѓе, вика, вика, како, вика, се приближивме тамо, 20 службеници униформа седа на клупата кај Жабарот, тамо клупа, двајца ковајаги муж, дечко и девојка, вика, као беа навалени на онеше мостот према спортска медицина, вика, навалени вака дечко и девојка, вика, цивил, као облечени, друг еден тип од другата страна со грб свртен према нив си гледа тамо, овие, вика, по мостот, вика, свртеа и одеднаш овие му застанаа напред, службеници овака му дојдат тука, на легитимација, ова, излезе дека била сериозна работата, како што ми кажуваше пријателов, и тогаш му рекле, вика, добре, вика, што се јавивте, оти ако го преминеа мостот, и ако ги чекаше тамо кола, тоа ќе беше више готово. Апропо муабетот 24 часа да се чека, да не се чека, значи тие работи се многу сериозни и мораме да го прифатиме она, пошто ние не живееме више у американски филм, него живееме у американска стварност. Така да мора некои работи да ги менуваме. Гледаме што се случи у Србија, гледаме дека овде може се што да се случи, така да мора некои работи да ги сменат, апропо оваа агилност, брзина на реакција и така натаму. Ова со мреживе нема веза, тоа се глупости. Ја за тоа зборам. Иначе, ќе ти кажам, ова е уште син ми 14-15 годишен, заскитува, иако има и мобилен и све, заскитува, знаеш, дете, дали 7-8 оделение или не можам се сетам у моментов, и иако му се јавуваме, доаѓаш ли на кај Рамстор, еве се враќам на кај Рамстор, од парк на кај Рамстор, онда ти фатил тотално капчворк у глава, дали го видел Александар Палас, па му се видело тоа, ја не знам како, вика, идам на... Значи, тоа се случува, тинејџер е, дете е, има проблем со перцепција. Ние сме многу арогантни возрастните, мислиме дека и децата мислат како што ние мислиме. Не е така. Не е така.
и ми се јавија од која беше ова 2004 и ми се јавуваат алфите на телефон. Го виделе дека иде по улицата 10 саат навечер, знаеш, накај преку мостот, знаеш, кај Борис Трајковски преку мостот, кога идеш накај Систина, накај Хубо маркет. И они знаат дека е тука истота приказна, нели? Тука е критичното место, после тој мост. Да, тоа му го рекле у полиција после. И дојдов, ја се стрчав, излегов, фала ви многу и мислам дека 20 пати им се заблагодарил на алфите и сум рекол дека добробит е што ги имаме алфите, сега ги нема повеќе, ама таква единица за брза интервенција кои реагираат. Знаеш, полициски униформа, знаеш, тешко видел дете, шета ово она. Алфите работеа со мозок. Он гледа ситуација, дете, кај идеш? Сваќаш? Потпрашува. Тоа ми се допадна така, реагира. И тоа е... Така треба да биде. Така треба да биде. Униформите и онака се изверени, колку има искуство и сето тоа. Веќе го спомна ова што се случи во Белград, па сите ние нешто изрипавме, нели? Иако сакав уште малце за тебе, ајде прикрајна емисија околу книгите. Ја зборев една работа околу ова, колку се они шокирани што у Србија. Чекај бе, Бели Вук до пред некоја година го беше судењето. Грозоморни работи. Ја од српски филмови имам изгледано Ране, видимо се учители, значи мафијата, земунски клан, ово, она, тоа се работи, тоа е фолклор нивни и одеднаш се нешто зачудени они дека им се случуваат вакви работи. Или тој таткото и мајката у Падинска скела што отидоа, 3-годишната керка што си ја силувал и ја убил, додека ја силувал. Да, грозно е, така? Лоши слики у глава прав. Значи, ние имаме грозоморни работи овде во Македонија, ама вакви немаме. Мене не ме изненади ова што се случи во Србија. Но ми изненадува како ние го заборавивме детето што се самоуби заради оценки. Ние заборавивме за таткото што своите 3 керки у Велес редовно си ги силуваше со знаење на мајката, а ја кога објавив у дневник на насловна страна зошто идентитетот му бил кажан, нели? Презумција на невиност. Па како викам Фрицел кога го фатија у Австрија дека си ја чуваше керката, дозна цел свет со име, презиме и слика додека го апсат. Значи, ние имаме сериозен ментален проблем македонците, а србите имаат сериозен социјален момент со нивното гангстерство кое го издигна. Тука не е крив ни TikTok, ни Pink, ни ништо. Тоа си се самата публика. Те молам твоја анализа. Мислам дека не сме многу далеко од реалноста што живее Србија денес. Без разлика што ова се последици у Србија кои што веројатно оставија и војните што ги водеа во 90-ти, сите тие PTSD синдроми, сите тие трауми што ги преживеа, цела таа култура на насилство, на оружје околу нив, на сите овие работи, но ти го заборави, значи најбруталната работа што се случи у Македонија, мислам од осамостојување е Смилковско езеро. Смилковско езеро. За кој што нема одговори. Се уште, реално нема одговори. Ништо нема одговори. Кој го нарача? И не се збори. Да, табу не се збори. Дали разбираш? Не се знае кој го нарача и што е најважно, не се знаат се уште, јас колку што знам, колку што сум пратил, не се знаат мотивите кои се за тоа ликвидација, ќе кажеме. Ама за нив знаеме дека има дел у затвор се, а дел бараме екстрадиција од Косово. Кој што не ги даваат, да. И кој што веројатно живеат слободно таму, не знам. Ворете? Значи, Сашо, те молам, збори го ова. Затоа што на крајот на краиштата, дали ќе се дозна или не, во овој момент исто за мене многу битна, најбитна работа, кој е нарачателот. Но фатете ги и донесете ги тука, ќе ги судиме, па нека кажат, ако не кажуваат. Значи, муабетот е, се додека туркаш под тепих такви злосторства, такви чинови на насилство, ти фактички ја подотвараш вратата за нови такви злостори или слични злостори на нив.
Така што ние сме тоа културно милје, значи Србија, Балканот, Босна, Македонија, Косово, Албанија, шо и да е Бугарија и така натаму, што значи тоа е културното милје. Поготоа ние што живеевме заедно во една држава, нели, и со србите и со да не ги редам тамо, фактички тие се вредностите што ги делиме. Она што се случи у Србија, пак ќе кажам, психолозите повторно немаат одговор на тоа. Они се може да нагаѓаат. Родителите се криви, игриците се криви, филмовите се криви, ране, мане, величањето и идолопоклонството на криминалци е криво и така натаму и така натаму. Но факт е дека психологијата, она што ја го слушав до сега и го гледав по телевизија, дека психолозите немаат одговор што е тоа што толку такво дете или млад човек, адолесцент, малце или повозрасен на таа возраст го тера тоа да го направи. Немаат одговор. Но, она што сакам да го кажам, мислам и дека денес го пишав. Проблемот е, мислам во него најмногу, едноставно така е скроен, тоа е табијет. Фала ти. Тоа е табијет. Можеме да го правдаме со ова, со она, едноставно, да. Без разлика. Сега, како он станал психопат? Сега е прашањето за иманентноста на злото. Дали се раѓаш злобен, нали има некои што се раѓаат злобни, или под одредени околности стануваат злобни. Јас сум склон да верувам дека се раѓаат луѓе злобни, кои што го носат тоа во себе генетски. Што знам како, али го носат во себе без разлика на околината. Може да имаат и супер родители, сме гледале такви примери по себе. Одлична фамилија, супер родители, све супер, а он станал масовен убиец или серијски убиец или што и да е. Најмногу мислам дека е проблемот лично кај едноставно така е скроен демонизиране. Кој го демонизирал? Како го демонизирал? Дали што гледал некој, што знам, подкасти на некои си чудни типови, лайф коучи, секташи, вама, не навлегувам у тоа. Не е тој член на секта, али од нормално, но дали се демонизирал под дејство на тоа, под дејство на филмови или под дејство на, што знам, домашно воспитување. Но, таквите млади, моje мислење, таквите млади, нели, личности најмногу пукаат, ако е веќе нешто тригер, не зборам за зборам за тригерот, не зборам за причините. Тоа е обично најтесното семејство. Значи, ако имате некое дете, кој што нонстоп го притискате доди преку границите на своите способности, значи, комплетно го, само да се докажам. Што го напиша диалогот денес, да, што денес, го читав. Да. Ако комплетно го окупирате неговото слободно време, мислите дека ако го пратите на курсеви за се, виолина, англиски, јапански, кинески, математика, скијање, борење, джудо, бокс, компјутери, не знам што, дека со тоа ќе го спасите од лошо друштво. Не, вие ќе го спасите со тоа, ќе го спасите у наводници од живењето живот. Фактички го ставате у стаклено звоно. Кога тоа дете утре, кој што расте со такви големи очекувања од родителите, кој што од петни жили се обидува да им ги исполни, само за да не се соочи со своите внатрешни проблеми, инхибиции и неможноста да каже дека не го сака тоа да го прави, тоа дете утре, кога ќе го извади тоа стаклено звоно и кога ќе го ставите во суровата реалност, кај што има и подобри од него, ако не одат на 10 курсови по виолинава, ама у една работа ќе бидат подобри од него. Секогаш има еден кинес. Нека свири, да, виолина колку сака да вежба, утре ќе излезе, ќе се појави некој тип кој е супер талентиран, само виолина учел цел живот ќе растури. Истиот момент, тоа дете научено у така стаклена зона психички ќе пукне. И не само тоа, она што го напишав, може да пукне ако го откачи девојка. Затоа што едноставно не знае како да се социализира. А нема да биде вината затоа што девојката го откачила. Точно. Тоа е тригерот само. Точно, тоа е само тригерот. И сега таа ќе го откачи и тој тука психички ќе пукне. Може да падне у депресија, да си посегне по свој живот, да ја избоде неа или да направи некоја друга поголема глупост како што го направи овој. Значи не знаеме, но луѓето, родителиве, мислат дека ако децава ги ангажираат на сите можни курсеви за се, дека со тоа ќе ги спасат од лошото друштво. Напротив, тие деца немаат така, не може да развијат емпатија. Она што го напишав, ние како мали, дај гриз сендвичот, дај лист од сладоледот, дај димче од цигарата. Значи, од мали децата или повозрастните младенци учеле како да делат. Знаеш како е таа социјална интеракција у друштво, која заедно се закануваш на друго мало, кој играш фудбал, кој ќе си искараш кога. Они тоа го немаат. И они под мала пречка у реалноста, судир кој ќе дојат со таа сурова реалност, кај што нема више мама и тато за нив да ги заштити, да им каже ти си најдобар, сине, ти си ова, ти си она, и он тука ќе пукне. И више немаш да го собереш него со лопата, готово е тоа.
Има тука доста работи, бидејќи заради ова доста и малку повторно се навратив на ова. Актер си, познаваш филм, познаваш развој на сценарија и на ликови, и ни се во ова твоето размислување е многу валидно, баш затоа што се обидуваш да навлезеш за една личност и кога пишуваш книга. Она што ми е што, например, чисти научен факт, јас што не сакав да го поверувам, е тоа дека мозокот на психопатот се разликува од обичниот нормален човек. Значи, дека дефектологија постои некаква кај такви ликови, кои имаат малце различно. Значи, се родил таков. Тоа сакам да ти дадам како потврда тоа што го збориш. Може да е и физичка потреба, физичка повреда на предниот дел од мозокот. Може да е све. Може да е некој не знам, хемиски дисбаланс, било што, но Се извинувам, имаме проблем со звукот, морам да те прекинам. да? Да, режијата Добро. побара, малку технички проблеми имаме. Се извинувам. Добро. Продолжуваме. Се извинувам на гледачите, мал Да, технички. Си ја задржам значи, мислата? да, значи може да е таа психопатија да се роди од околности кои што се живее, од физичка повреда, од биохемиски дисбаланс некој но најважното е, ја барем колку што јас не сум психолог, им се извинувам на психолозите, но јас она што сум го читал, што сум го гледал, пошто како што реков, од секојаш таа ме фасцинирала тоа потеклото на злото од Хана Аренд, кој сме ја читале на времето и така натаму и така, ме интересирало дали постои иманентно зло или злото се раѓаме злобни или тоа подоцна се создава како резултат на околностите. Но она што е карактеристично за психопатите покрај таа отсуство на совест, на емпатија. Или социопатија. Да. Или тоа отсуство на емпатија, милосрдие, христијански кажано, нели, кон околината, кон ова, кон она, карактеристична е таа нарцисоидност. Значи, светот, ако не ме прифаќа мене, тој свет нема да постои, ја ќе го уништам. Ако другарчињата мене не ме прифаќа, ја ќе ги уништам, затоа што сум јас многу подобар од нив. Тоа е више тука влегува она од дома и воспитувањето и се и така натаму. Но нарцисоидноста е главна. И таа е тука најголемиот тригер во овие случаи. Зборам и примери у Америка што се случува, и Колумбина, и Тексас, и Мексас, како се викаат тие големи што беа масовни, на killing spree, овие масовни пукања и така натаму. Генерално беше за сите тие таа нарцисоидност која што го пробива и плафонот. Значи, анихилација. Јас, ако не сум у преден план, вие нема да постоите сите. Барем јас така го гледам тоа. Ова се многу интересни и широки теми. За жал, психолозите и психијатрите можат само да реплицираат она што научиле. Реалниот живот нас не учи дека овој сегмент е многу нејасен. Еве ќе ти кажам, морам да им кажам на гледачите една кратка монашка. Потеклото на злото. Тоа е апсолутно непознаница да можеш да направиш дистинкција и диференцијација од каде потекнува. Ја верувам во демонологија, но тоа е мое. Ништо не менува Јас тоа. случајно спомнав преска за тоа, ама викам да не е превише за нашите гледачи. I don't care дали е превише. Гледачите имаат избор, ако им е превише, да се олабават со други канали. Сакам ова да ти кажам. Седат два ѓавола, дремат. Како вика, ни ора, ни копа. И гледаат еден тип, стои позади магари и му брца у задникот со стап. И овој му вика на колегата, му вика, го гледаш ли, вика, шопри? И сега ќе го ритне магарето, ќе го утепа и после ние сме криви.
Значи, човекот сам по себе, со своја волја, може да предизвика зло. Не е само демонологијата. Шекспир вика пеколот е во нас. Мислам, тоа е таа Кога ќе дефиниција. го оставиме тој простор празен, во него нешто ќе се всели. Добрина, љубов или зло. Ја така ја доживувам човековата психа. Празниот простор ако го остави. Да се навратиме за децата. Убаво е децата да имаат ангажираност некаква во некое, да речеме, за јазиково, но претерувањето тука апсолутно прави проблем. Зошто? Прво, децата, јас сметам, Сашо, тука сигурно имаш ти добро мислење, бидејќи и двајцата сме родители на 3 деца, дека децата имаат право на досада, Така е. дека имаат право ништо не ме Ништо да не интересира, прават, да. ништо да не прават, да не фаќа дома, оти пак е тоа фаза низ која пушти го подобро да ја изживее, да ја помине, одо што со забрани, па на стари години ќе го гледаш со сите последици. Забраната, ова прави, ова не прави, немој ова, немој ова. Па ние, слушај, ние сме единствена нација кај што ако му кажеш, ако дете се утепа, шо вика прво? Не ме кажуј дома ќе ме скршат од ќотек. А што ти збори ова, човече? Наместо ко си се повредил ово, она утеха кај родителот, ти имаш страв, и тој од првата нервоза урла, вика и на крај ќе ти истепа. Тоа е фолклорот наш и уште викаат, па шамарот и ќотекот се добри. Па гледаме еве до кај стигнавме со шамари и ќотеци, направивме некој убаво општество. Не гледам дека скандинавските земји со малку повеќе љубов и толеранција, па дури и законска, малку имаат посаглам општество од нашево, спонтано. Не знам сега тука, нека ме сватат погрешно гледачиве, нели, особено невладиниве што сум им увек вака во фокус, таргет за овие работи. Да, отите сметаа нивни, а сега како дисиденти, затоа си него таргетирани. сега за некој тамо ме смета, за некој примитивец, пошто сум против ова, против она, против хомосексуални бракови, против пропаганда хомосексуална у школите, против ова. Знаеш, и сега... И тоа сега го користа, да. Добро, нема врска. Сакам да кажам друга работа. Значи, има зашто таа би рекол, тој модел на Морков и Стап, нели, награда, казна. Но, ако се претера, мислам дека нашиот проблем денес е токму претерувањето со наградите. Нема веќе казни. Ти не можеш на тинејџер кој што има 13 години, кој што, како да кажам, во неговата глава е хаос. Нема изградено точен светоглед, точна проценка за многу работи у животот. Значи не може одредени, поготоа сега овој дигитален свет, кај што се они станат еден вид на андророботи, кај што нема емпатија доразвиена, нема социјална интеракција развиена. Ние возрастните секој зборим го мериме ко да се не баре... Ко да се врве на авторитет. А во суштина тие не знаат кај тераат. Значи, он нема развиено светоглед и нема развиено, што е најбитно, чувство за последиците на неговите дела. Затоа викаат дека најтешкиот период е тој кога си у пубертет. Најмалце имаш суперегото е најмалце уклучено да ти каже чекај, грешиш, можеш да направиш штета на овој, на. И сега во една таква околност, во една средина, микросредина као семејство, имаш ти дете од 15 години кој што команда на сите дома. Значи, он што ќе каже, тоа е тоа. И него не сме никој ништо да му каже. Фактички обратна е тезата, дека избегнувањето на моделот на казна придонесува на создавање на деца кои што се, што викаме ние, народот што вика, збеснати, арогантни, размазени и така натаму, и така натаму. Средина е секогаш. Секоја мора да има крајност е шизофренија. Така е, мора да има средина. Значи треба да се зна казна и треба награда. да е со љубов и наградата да е со љубов, ама да го осети, а не дека мисли дека му следува. Така е. И токму затоа младите, апропо на што го спомнав, прифаќањето да прави се што ќе му каже родителот. Ако родителот го запише на 10 курса, оди на 10 курса.
Значи, позадината на размислувањето на тие млади луѓе е, ја морам да ја заработам својата љубов и почитување од домашните, така што ќе одам на 10 курса. Доколку домашните, еве на некој такво дете кој ќе оди на 10 курса за све, му каже, слушај, ај одбери си на што сакаш да одиш, не мора да одиш на другите. Виш како нагло ќе тоа дете, ако поверува во тоа, како ќе се откаже само од многу работи што ги прави, а не му се допаѓаат. И ќе почне да прави работи што му се реално него талент. битни, така е. А он уствари, само од мало е учено, морам да ја заработам мојата љубов, тоа е, како да ти кажам, чист конформизам, интерес. Не само тоа, родителите се гордеат, види го колку е златен. Така е. Тоа е феноменално, тоа е убаво. Така е. А он реално не покажува афинитет кон ништо од тоа. И он ќе дое на 14-15 години, одел и на скијање, и на джудо, и на ММА, и на шах, и на англиски, и на кинески, и на ова да учи, на она да учи, на компјутери да учи, и доаѓа на 13 години, што викаат аутомеханичарите, прецицан, значи, више ништо не го занима и тогаш доаѓа една ситуација, ако му се десат некои други работи во животот премрежа, готово, више му пука бушонот у глава и више не знае кај тера. Тоа е тој момент кај што... И после ќе отиде или дрога, или секта, или ќе отиде у алкохолизам, или ќе отиде у некоја апатија. Може, ако има джепарац голем, ќе отиде, ќе почне кока да нарачува ова да. А родителите ќути, дампира и све, не знаат. Проблемот е и со родителите што своите комплекси мораат да ги идат преку децата, наместо да ги остават децата да се развиваат како што треба сами. Значи, многу сегменти има и јас и ти, иако можеме да бидеме успешни родители, еве да речеме, нема да го знаеме ни сами рецептот. Понекогаш интуитивно доаѓа. Сега како да те прашам како е напиша книгата. Јанко. Не знаеш, да, многу ситуации не знаеш. Значи, и у многу ситуации со децата не знаеме. Да, така. Ама тоа што не знам, се обидувам да го пополнам со љубов. И тоа не љубов со купување и со попуштање. Љубов, затоа што го сакам, ја нема да му дозволам да брцне со прстот у струја. Така е, многу логично. Така. Многу логично. Значи, шизофренија е, немој, не го карај детето, збрцало два прста, пупунец. Ке го плеснам ако треба по прстите за да се свести да не го прави. Немаат развиено таа емоционална интелигенција и таа се развива до 30-та година, Сашо. Да, баш таа емоција. Да, тоа е точно. И друго нешто што збунува е, прije кога ги чепнавме тие работи, за жал како општество, која спомнав, ние не живееме американски филм, него американска стварност. Ние како општество се уште немаме развиено свест за овие работи што се случуваа во Србија. Ја пратев, у Србија се случи таа трагедија што се случи. Значи, буквално беше лавина од дебати, емисии на таа тема, психолози уклучено, вакви уклучени, правници, адвокати, суди, доктори, психијатри, по сите телевизии од бивши југословенските простори, ама денски, поручек и навечер, само за тоа се збореше. Ја сватија опасноста дека злото им чука на врата, дека тоа што се случи у Србија може лесно да се прелее кај нив. Кај нас, човече, добро се случи, на ниво на црна хроника се пренесува тоа на вести, нема дебати, нема ништо по Фейсбук, ако нешто излаеме, па од кај знаеш ти не си психолог, ти не си извини, психијатар. арогантно ќе кажам, веднаш после тоа ја направив емисија и дебатирав со граѓаните. И да ти кажам, граѓаните, значи, нека ти биде тебе за доказ дека правилно размислуваш, што граѓаните секој втор што ќе се јавеше, постои репризата, ја има, запишана е таму на канал, секој втор што ќе се јавеше, вика, фала што ја отвори тема. Нигде, никој на ниедна телевизија. Тоа сакам се да ти го кажам. Еве ти си отворил, ја не знам. Но, тоа сакам да ти кажам, значи кај нас отсуствуваше јавна дебата, човече, како да е тоа некаде. Јади бурек. Знам, па тоа е проблемот. Сите neuropсихијатри да бидат нацртани на сите телевизии и да даваат отчет. Овие профајлериве од полиција, аналитичариве да дојдат, социолози, ниеден. Примери, управници на домови за малолетници, управници на ова. Thank you very much. Тука ќе видиш колку сме ние назад. Не само тоа, истото ти зборам, лани се самоуби дете, немаше дебата. Немаше дебата, освен на Фейсбук. Па сега, дечки, на Фейсбук не е дебата.
А колку Друго луѓе е знам само... Кога ќе застанеш пред камера, кажи, друг е менталниот склоп и како си ги срочуваш речениците. А само да кажам ова, а овдека уште не се отвара темата за епидемијата на самоубиства што владее во Македонија изминативе 20-30 години. Значи уште никој не му отвори. Јас само колку знам луѓе чии деца извршиле самоубиства или луѓе што ги познавав, дали мои колеги, дали ова, дали она. Значи, тоа е епидемија, мора да има причина за тоа. Кај нас за тоа не се зборува. Не се зборува, отсуствува таа јавна дебата, таа акција општествена, како да ја кажам. А живееме у класична култура, а знам од каде доаѓа тоа. Под број 1 живееме у култура на насилство, ќе кажам и зашто, под број 2. Ние, Јанко, очекуваме едно девијантно општество да препознае девијантни структури и работи. Невозможно, затоа што тоа општество девијантно тоа ги создава. Тоа не може да ги препознае. И токму затоа можеби кај нас отсуствуваат сите тие работи. Еве сега дознав една информација, банална дознав информација, дека, на пример, можеш, еве у наша близина, сега овие што се црниов пазар, дека бомба кашикара ти била 10 евра. 10 евра! Сашо, дозволи ми малце сега да се навратам на менталниот склоп на нашиот на менталитетот на македонецот. Една од главните причини и епидемии кај нас и во светот е депресијата. Тоа е широк збор за широк спектар ментални проблеми кои нормалниот организам е ставен во ненормална ситуација. Ние живееме во ненормално, неприродно општество. Девијантно. Но, ако некој почувствува тегоба, ќе иде на забар, ќе земе виагра, ќе лечи анусот, не знам, имал хемороиди, ќе вади крајници, ќе оперира, ќе става, не знам, усни ќе пополнува, ќе стане силикон, ама тоа нема. Зошто? Абе, тој е ненормален. И крај, кри го у подрум. И општеството те осудува. Човече, кога имаш душевна болка, кога имаш болка, земаш апче за болка. Кога имаш идеш на лекар. Ние кај лекар, ние едноставно анатемисуваме. Знаеш ли дека сериозно современи луѓе на Твитер вика, што бе тоа депресија? Абе, ќотек мотиката и на нива. Абе, дали разбираш? Дали знаеш дека една од најубавите наши песни, Бистра вода, која ја преработи Владко Стефановски со Лепи сол, е посветена на неговата мајка, која во суштина се самоубива. Зашто ќе збориме? Таа жена била болна. У тоа време немало никој да се посочи. Имавме професорка пред некоја година кога се самоуби. Уште не знаеме. Велиш самоубиство. Па самоубиството почнува од една депресивна состојба која после рол-овер прави до не знаеш кај ќе доведе. Да не знаеш кај ќе пукне. Значи не утепал, никого се утепал себе си. Истата ситуација. Не бил социопат, едноставно неподносливо. Ние немаме емпатија да разбереме туѓа болка. Ние уште жените не ги почитуваме што раѓале и не можеме да се свестиме за нивната болка додека не качиме 36 со 7 или не фати камен у бубрек. Така е, па со Србија да видиш колку се блиски милијата, водечки сме у тоа фемициди. Фемициди сме водечки. Тука сме некаде во врвот. Ама не само тоа, оно што не го разбираме, најбитното е конкретно кај адолесцентиве. Ние не сваќаме, апропо што кажа, се избегнува психолог и така натаму, психотерапевти и така натаму. Ние не сваќаме дека бубулицата на носот на еден адолесцент може да значи елементарна непогода, торнадо за неговата психа. А ние како му викаме? А ние може ајде бубулица имаш или имаш не знам некоја акна голема тука или не знам брадавица, убав си тере работа. Не сваќаш дека можеби тоа за него е голем комплекс, голема траума. Мислам сега малце преувеличувам, карикирам, ама не сваќаме така и некоја ситница. Од себе поаѓаме, не поаѓаме од него. Ама тоа е немањето на љубов. Љубов е слепа, љубов гледаш како да помогнеш, а не како да пресликаш свое. Ние немаме љубов. Родителите мислат дека со нивната страстност и обсесивност дека е тоа љубов. Не е.
Не е љубов. Љубов е да го себе да се жртвуваш, бе, твоето конформизам, твоето слободно време, твоето Егоизам, литро ракија себичност, што да, го да, трошиш, да. да се симнеш на колена да играш со тоа дете, да се посветиш, а не со другарите баскет, фудбал или да седнете у кафана. Животов требал да се живее. Нема живење животот. Бе, имаш деца, ќе го посветиш на нив. А после ќе видиш како се ролаат работите и каква сатисфакција ќе имаш во животот и чувство. Неќеме да се жртвуваме, неќеме да даеме љубов, неќеме да се помачиме. Затоа сме лайк на Facebook, нема акција кај нас. Ете тоа е. И тоа, колку и да не му се допаѓа, јас сега не сакам, нема да те провоцирам, немој да ми станеш кој нас. Не. Ти беше дел од шарената револуција. Не бе дел од шарената револуција. Те сметаа дека си нивни, извини, јас те сметав, се извинувам јавно. Никогаш. Но во секој случај беше жесток критичар на таа власт. И заслужено беше. Еве ќе кажам дека беше заслужено. Од денешен аспект. Ама од денешен аспект, Од кажа денешен една аспект. голема работа, кабает ли е Дај Боже да остане уште 50 години на власт. Искрено, да, пак ќе го кажам сега тоа. Значи, само две работи ситно да кажам. Значи, мене кујните ме правеа дека сум дел од шарената. Јас затоа не знам на кој му кажав, тоа на една телевизија кажа, викам, најдете една снимка, кај што ќе ме видите покрај тие шарените, која фрлаа со тоа боите. И покажете му 6 ред. Сашо, еве си. Ако ме најдете, јас ќе земам и ќе речам, вистина е, се извинувам и ова. Тоа е една работа. Втора работа, апропо, беше со нив. Јас се тоа скоро не ден многу објаснав. Значи, не е тоа дека нема врска. Не си бил платен од нив, така. Не дека јас сум бил со нив. Знаеш што е цела работа? Значи, тоа е исто ко сега, на пример. Ти имаш некое свое мислење за политичка ситуација и како независен си го кажуваш. Сега, друго е што у моментот тоа што го кажуваш е многу логично и во една таква логична ситуација, логично опозицијата да размислува логично и рационално и да е блиска на твоето размислување. Нели така? Затоа е опозиција. Целта е да дојде на власт. Така? Чим критикуеш власт, онда си од другите. Така. И сега, само јас сум критикувал власт, а тоа што опозицијата ги искористила моите говори или ставови или ова и ме ставила у некоја свој пакет, тоа е више друга работа, но јас не сум имал од тоа никаква корист. По повод на ова, сега застани, сакам јавно да ти се извинам. Нема зашо да ми се извиниш. Остеме сега да си го изедам бурекот. Добро, ајде, извини се. Мене ми е битно ова. Тебе дал ти е битно, тоа е мање битна работа. Па ја не сум толку суетен. Значи, не е битна суетата. Да. Ова ради себе го правам. Да ти се извинам јавно, затоа што кога прв пат прочитав една жестока критика за новата власт, јас искоментирав ете што значи кога нема да стигне хонорарот на време. Поведено целата ситуација, Не знам, ова не сум го прочитал, не сум го искоментира ти кај тебе. Могуќе, не знам, не се ни сеќавам. Не е ни страшно, сосема беше легитимно од твоја страна. Беше некоректно од моја страна, бидејќи ја бев убеден, погрешно, дека ти си платен од нив и дека нешто овакво и сега критика, бидејќи многу од шарените кога беа пуштени од вода, низ вода, почнаа да стануваат реални, знаеш. И обично тоа беше врзано. Па после ќе ги заќутеа, ќе ги ставеа некој, ќе им дадеа подкаст ово она и така на. Ама нив ги ставија. Нив ги ставија. Има неколку станаа кои сериозно и им вреди, им тежи. Ја на пример Јанаки Митровски адвокатот кој ги растура, ама објективен е, мислам легитимно му е и нему му држи муабетот без оглед претходно што критикувал пак на место. Можеби ја не сум овако. Сакам да ти кажам, има луѓе кои у таа шарена револуција кои отидоа стварно со крстот на чело заради праведност нешто да направат добро, ама имаше многу мине кои си беа платеници. Значи, да сумирам, јавно да ти се извинам, ова ми беше моја интенција за тој мој статус и
Ето, окей, да си го исперам гревот. Фала ти Да, толку. не, да, толку. Добро. Сум дошол и у емисија, значи тоа еве, не сум го заборел и нема врска па Нема ти тоа. врска. Јас сум ти благодарен што Ко сега што ме прават, зимаш пари од овој, зимаш пари, па ја се зезам на Дај стендапите. Боже да земаш пари. Слушај, па ја на стендапите се зезам дека сега Путин у рубли ме плаќаат, дека ова, дека она приказни некои. Почитувани гледачи, знаете дека надвор врне и ретко кога се случило некој гостин кај мене да дојде пешки и да освен со автомобил, со мотор или да речеме Сашо Тасевски дојде накиснат со автобус. И ја му се извинив, ќе ти овозможам, ќе те вратиме дома. Нема гајле. Едноставно само покажа. Ама зошто треба да бидеш јаден и беден за да те сватат дека си праведен у оваа земја? Зошто не можеш да бидеш и успешен? Колку книги напиша бе Сашо? 8. 8 книги. Да. Дали сите се книги или театарски представи сцени? Не, 3 се збирки драми, по 5 драми има да. во книгите, значи 15 драми или не знам, 14. 15 драми. Да, и има 5 романи. Ама не е битно тоа колку си напишал, битно е што си напишал. Например, Горан Стефановски на времето ми каже, ми побара тамо да дам една книга, Пепирутка, па таа романот што ми беше. Кога дојде у Скопје, ми пишал мејл, доаѓам тогаш и тогаш у Скопје, да седиме у ФДУ, да се напиеме виски, добро, ајде. И знаев дека ја прочитал книгата. И која книга? Пеперутка, таа беше романот, да. И ја доаѓам и кажам, сега кој ќе го слуша, саспенс нема доволно, ликови не се доволно изработени, викам, ама добро сега професоре, па ќе научам, нека критикува сега, Горан е тоа. И сега доаѓаме, седнуеме, пиеме вискито, некој смол ток муавети, нема врска, овој не отвара тема, а викам, овој книгава или не ја прочитал, или не му се свиѓа, неќе да чепне муавет. И кога едно време ми вика, слушај, вика, Сашо, вика, книгава, Пеперутка, да си ја објавил, вика, во Британија, во Канада или во Америка, сега ќе живееш у вила од $3 милиони на Флорида. Тоа беа него изборил. Апропо тоа, еден пријател мој... Јас да беше мојава емисија во Британија, у 4К ќе пренесуевме со по 6 бубики бевме, а не... Тоа е, ќе речам, проклетството на креативците у Македонија. Овој муавет го правев уште, кога сега се сеќавам, пред многу години со Ристо Вртев у Music Garden раздени на времето, и пошто аеродром живеевме двајцата, у тоа време и пешки идевме до дома. Мислам, уметников, Архангел, јак, нели, глумец, тогаш млад, толку не познат. И он тогаш каже една работа, дека сидевме пешки до дома, вика, не да е Боже, вика, да си талентиран и голем уметник у Македонија, може да умреш да не дознаеш, вика, колку си бил вреден. Тоа е поентата и на она Горан што го кажал, и ти што го кажеш, што многу луѓе го кажали или го осетили на своја кожа. За жал може да ти помине животот, да не го сватиш тоа и така, едноставно некоја анонимност да поминеш, онака. Слушај, ние создадовме општество во која таква направивме поларизација, да ако нашиот, мојот, од мојата партија краде, ќе го поддржам било како, било што, и попрво него, кој ме краде и ми го пропастува животот, одошто честниот од другата страна. И виз верса. Како дојдовме на ова дереđe, и дали мислиш дека овде може некаков great reset или нешто да се промени, бидејќи мислам дека Рубиконот го поминавме? Ја мислам дека е невозможно више било што да се направи, апропо да се доведеме во една ситуација на едно нормално општество, така да кажам, едно нормално живење да добиеме, ако може така да се каже, затоа што метастазите многу предлабоко се влезени. Кога е таква ситуација, имаш само еден начин, нож и да сечеш од корен. Ние како општество, ниту како политика, ние како општество или као политички номенклатури кои што владеат овдека,
ја немаат ниту таа сила, ниту таа моќ да ја сече работата од корен, затоа што треба да зафати многу здрави органи, уште ствари многу нездрави органи, али и втората работа е стравот. Ти за да се зафатиш со една таква акција, ти фактички као политичка номенклатура и као луѓе на власт се ставаш себе си буквално во животна опасност. Апропо спомна преска Беливук Миливук, акцијата на мошните власти на Вучич дојде во моментот кога свати дека неговиот живот може би загрозен. А што тоа и обстанокот на државата, затоа што ти кој ќе посегнеш по живот на премиер, или со Џинџиш се деси исто, ти фактички посегнеш по државата, по народот, по граѓанството и така натаму. Така што мислам кај нас овдека за таква вивисекција нема ниту сила, ниту моќ, ниту можности во моментов, ниту тоа некој многу поголем што ќе го дозволи у овој критичен момент, кога се земе у предвид цела геостратешка ситуација у регионот и малце пошироко. Веројатно Такви потреси не им се потребни. Уопште, мислам милиарди вложија за да одржат еден купен мир практично на Балканот, и сега нема шанси тие во ветар да ги фрлат долари што ги дале за некои будали тука да почнат да решаваат некои проблеми што не им е дозволено да ги решаваат. Значи тука мора да има многу негативни работи што треба као процеси да се одвиваат. Сега да не збориме, да не наблагам понатаку некои ствари, но мора да тече и ова од една страна по Западна Македонија да поминува од Авганистан, друго мора од овдека, трето мора да функционира ова, четврто Што значи се е тука во игра, тие што ги реков во една емисија, растури една држава која што имаше и јоле каква таква стабилност, имаше реноме во светот, имаше можности да стане нормална земја, ја уништија за да создадат 6, 7 или 8 зоолошки паркови, у кои што луѓето меѓу себе ќе се истребуваат, ќе си прават најлоши нешта и ќе вираат најлоши идеологии, најлоши процеси ќе се одвиваат, најлоши настани ќе се случуваат, едноставно зоолошки паркови на класична црна хроника. Сега не ти што го кажа, како ќе се разреши целава ситуација? Ќе се разреши. Јас сум оптимист за таа работа, оптимист. Но мислам дека светот е дојден до таква една западниот свет зборам. Светот у принцип, но еве западниот свет, пошто сме ние дел, сакаме неговите големи огледала да се гледаме, или неговата мода, неговите филмови и така натаму. Дојден е до еден таков степен на декаденција и на пат на сите вредности, на сите морални вертикали. Таква е ситуацијата во Европа. Европската унија, цела Европа, еве конкретно Европската унија, е толку демографски, политички, економски уништена. Уништена? Да, апсолутно. Така да тамо не е чудно што почнуваат да вираат разни екстремистички движења, антисемитски, десни, екстремни, неонацистички, така натаму. Некој погрешно да ме свати дека некого пренесувам нечии идеологија од истокот. Но тоа е така. Данска, Шведска, Франција, Манција, значи секаде почнуваат да се раѓаат тие десни идеологии, екстремни, од цело ова што се дешаваше години наназад. Мигрантите, ситуациите со идеологијата на Европска унија, сето таа мултикулти религии, политичката коректност, сето тоа надомести силното европско население, кое што делуваше страотно, сваќаа дека го губат својот животен простор тамо и дека почнуваат да бидат истиснувани, не смеа да писнат. Имаше еден документарец на Дојче Веле, прашуваат една швеѓанка. Вика, на 100 метри од вашата куќа се случи силување на швеѓанка 15 години, ја силуваат 12 луѓе или 15 луѓе. Вика, вие тоа го видовте? Да, вика, го видов. Кои беа тие луѓе? Пауза. Не можам, вика, да кажам кој беа. До толку е тој страв наметнат, од таа страв од некоја говор на омраза, да не некоја обвини, политичка коректност. Не смееше да каже дека тие луѓе што брутално силувале ова швеѓанката биле мигранти од... Во Германија мигранти силуваат и убиваат девојка малолетна. Родителите незини искачаат и викаат, ние ги разбираме, простено е. Страотно е тоа. Тоа е страотно. Пази, родител од изгубената ќерка. Нема љутење, нема проблем, разбирливо е. Ова е изјава. Јас ти кажам, ја не измислам. Дојче Веле документарец, гледав, да, што е тоа? Документарец е.
Нели? Ова е од Guardian, кој Е. пренесува од Германија, пошто Значи- Германија ова не може да го пренесе. Значи, како да ти кажам? Значи, светот пука по шавови. Ова, значи, тоа сакам ми беше поентата. До таа мера, ај кажи. Не, дали ова пукање по шавови ќе го врзеш со пукање на шавови на една личност која ќе му препукне па ќе имплодира или експлодира? Ама големото се пресликува у малото и обратно. Повели? Тоа е тоа. Значи, оваа декаденција, ваква, овој цуд на разни екстремни идеологии во светот, овој цуд на неморалот, на бахатоста, на баналноста, ако сакаш, бил многу карактеристичен у годините пред Втората светска војна во зората на раѓањето на неофашизмот. Дури, денес е многу поекстремен. Сакам да кажам дека светот, не знам кај нас тоа не се ни зборува, се зборува и кога се зборува за судиров во Украина, се зборува тоа многу еднострано, со разни цензури, со 300 работи, со ова, со она, со она. Не се кажува дека светот е донесен на раб на нуклеарна војна. Веројатно, еве да имаме среќа да не биде нуклеарна, ама тоа ќе биде Трета светска војна. Неминовно е. Европа е предолго во мир, 80 и кусур години. Тоа не е нормално за Европа. Мора оваа зла крв да се испушти. Мора одново да се ресетираат работите, да има одново прераспределба на силите. Не само во Европа, него во светот, затоа што е неоддржлива ситуацијата. Така да јас верувам дека во таа, верувам, кој може да верува, никој не сака војна, но нашиот спас, ако може пак така да се каже, е во доколку се случат тие премрежија, да имаме таа среќа, која што имале партизаните во Втора светска војна, да се најдеме некако на правата страна, на вистинската страна, за утре, кога ќе се редат пак картите, повторно да бидеме у ситуација, нели, да направиме некоја држава која што ќе биде нормална, за нормална збориме. Сега како што стојат работите, ние баш според мене и не сме, тоест според моје мислење не треба да бидеме на ничија страна, но нашата нели ситуација, за тоа нели нонстоп правда дека сме мали, дека сме никакви, дека ова па мора да заземеме некоја страна. Да, у моментов ние сме на некоја страна, нели нашите политичари, овие аналитичари велат дека мора да се држи таа страна, мора да се ова, значи тоа нашата виза за успешна иднина, за прогрес на државата, на све. Но реално ние не гледаме дека е тоа така. Барем за нас, македонци. Ама тоа е друга тема. Работава е дека многу фајде од тоа нема да имаме. Сега, доколку дојдат тие премрежја, ако имаме таа среќа да одново картиве да ги прередиме, да почнеме да градиме од нула, само тоа. Иначе вака како што работите, тоа само ќе ентропира, значи тоа ќе метастазира уште повеќе. Затоа без везе е да го повторам тоа, ама да, оно што го гледавме у Србија, најверојатно ќе го видиме и овде и ќе видиме уште многу други работи у годините што следат, што се лоши, а као општество мислам дека нема да можеме да се справиме со нив. Затоа што ние гледаме ќе има пожар или ќе има поплава, па ние сме релативно неспремни за таква работа. Немоćни сме. Со елементарна обична работа да се справиме, некој пожар у некој регион, не можеш да се справиш со тоа. А камоле да се случи некоја ваква работа или не дај Боже, нешто многу пострашно, кој земјотресот што беше у Турција, не дај Боже. Тогаш ќе се види до која дереџа сме дојдени и до кој ниво. И пак ќе кажам, у некоја рака може би до сега Господ не чува, што ете, ти што рече до сега не сме имале ваков случај на насилство у држава. А ја пак ќе кажам, само човек да си го визуализира тоа во глава, 5 младинци, туку што станати полнолетни. Извини, Сашо, не можам да го ставам во социопатско, психолошко, како масовно убивање. Ова е систематско ликвидација. Значи, ова е политички момент кој го имавме, за кој не знаеме кој го нарачал и ги немаме сите извршители. И па не знаеме дали е политички мотивот. И пак не знаеме. Не знаеме дали е политички. Не ни се кажува, не ни се дава, но сакам друго. Но не држи во тензија да има една константна омраза, дури и оправдана, човек ќе ја каже. Па како не? И страф, оти таа страна убила 5 деца, нормално е дека ќе те мразам и ќе се плашам. Оти таа страна, па, нели, затоа што е нивна страна, не ги осудува, нели?
Страшна работа. И- Дури протести имаше. Што правиме? Дури протести имаше. И она прво што се праша, чека бе, со кого ја живеам тука? Со кого живеам? Може утре петорица така наводно ќе отидат, да се качат према врв у Делник, кога нема наводно никој. У вторник некој. Ајде, Ќе пречека некој ќе ги ликвидира на ист начин. Значи- Што правиме? ја има една работа. Дури нормален човек, ако го ставиш у ненормални услови, ако се сеќаваш на Бергмановото змијско гнездо, мајката си губива детето затоа што низиниот плач е константен и веќе доаѓа до лудило. Значи, на Марс, знаеш зашто не можеме да отидеме? Технологија. Имаме технологија, нише уште од 70-та, ние со калкулатор слетавме на месечина, што год да викаат теоретичарите на заговор, имаме технологија. Знаеш што е главниот проблем? Хибернацијата. Затоа што не смееш да оставиш двајца будни луѓе у олкава просторија. Јас и ти, со цел тренинг, со све, ако немаме интима и све, едниот ќе го убие другиот во рок од 6 месеци. Тоа се нацистичките експерименти кои се правени по концлогорите. Да знаеш. Значи, психологијата на човекот му е потребно пештера, интима и така натаму и така натаму. 2 години не држеа во затвор. Не зборам дека ни го грижеа животот, затоа што да се грижеа за животот, немаше шарените да бидат ангажирани, да вриштат, пиштат, вакцинација, седете заклучени и така натаму, за општо добро. Тоа беше првиот показател дека е манипулација. 2 години децата ни седеа дома, ние бевме со фрустрација, пцуевме мајки шајки и на Груевски, и на Заев, и на овој, и на оној, и викавме, со децата супер беше. Јас сум убеден дека детскиот ум дури на 3-4 години, иако не разбира, подсвеста негова прима. Таа наша агресија, таа наша фрустрација, таа наша абнормална ситуација допрва ќе ни носи социопатски проблеми во општеството кои ќе ни искачат. А да не ги спомнувам, ги заборавив. Ве 6 месеци константно имавме дојави за бомби, не го решија проблемот. А зошто не го решија проблемот? Во ноември месец овдека гостин Сенад Арнуч. Детето треба да го знаеш, затоа што е од Гостивар, наш човек кој работи за еден од најголемите безбедносни стручњаци и компании во светот, кој работи за турска армија, и за Филипс, и за цел свет. Значи ги кажа системите како подитно да се елиминира тоа. 4 месеца не ќе да го имплементираат, бесплатно го кажа. Он побара да дојде кај мене у емисија за да им каже, не заради мене, за да им каже, заради децава, заради народов што му е грижа. И ние сите тие психопатолошки ситуации, што мислиш? Што од ова ќе излезе? На страна што короната заврши кога почна војната со Украина. Короната беше само втора фаза. Направењето на психолошки профил на населението. Значи- Знаеш што предходеше на короната? 15 години минимум. Како тоа се тестираше фаза по фаза? Реалните шоуа. Од Велики брат до сите тие работи на светско ниво што беа. Тоа беше истата работа. Ти фактички ставаш луѓе у контролирана околина, затворени, кај што мора да живеат заедно, у карантин практично со месеци, и гледаш што се случува тама. Не е тоа само Пинк, тоа е цел свет. Цел свет имаше реални шоуа. Булгарија, Америка, Од Британија, на пусти Германија. острови живење до тоа, значи тоа постоеше со години. И не гледаа како навиваме за негативци, за перверзњаци и луѓето само си правеа анализи. Тоа е таа култура на насилство. Следната фаза беше дајте нешто сега големо да видиме на глобален план што ќе се случува. И они тогаш нели ја пуштија короната практично. И го направија тоа што го направија, кај што благодарение на тие 2 години, колку што траеше, нели, они направија психолошки профил на цел население. Веројатно Точно знаат како ќе реагираме при која ситуација. Да. Веројатно ќе одеше тоа и некоја трета фаза спрема. Ај сега да не вадиме тамо некои теории на заговор, луѓе одма ќе ове. Веројатно следеше и трета фаза, ама се случи тоа што се случи во Украина и истиот момент се свати дека тоа немало врска, дека тоа беше како балон од сапуница, дека тоа пукна. Не дека не постоеше корона, да не ме сваќат погрешно Ај луѓе. спекулира, ни се правдај.
Ај шпекулирај ми, те молам, као Кептен Крк, како им вика, кога ќе дојдат у некоја ситуација, твојот геј лик омилен. Не ви текна. Јадачката меѓу На, мене од и тебе Звездана пред 15 стаза, години. овој... Да, Стар Трек, Кептен Крк. Тој беше Да. овој андроидот? Не. Жан-Лук Пикард, капетанот. Капетанот, капетанот, да, Адама. Не, така не беше, како се... Адама е од Battlestar Да, Galactica. а ова е да, Кептен Крк. Пикард ќе лави. Пикард, да. Жан-Лук Пикард. Да. И кога ќе дојде у ситуација, вика, шпекулирајте се. И сите му кажуваат факти, ово, оно. Добро сега. Има излез? Нема. Шпекулирајте како ќе изгледа. И сега ова те прашувам. Шпекулирај. Значи, те молам, уствари, не. Твое, одбери си, дали ќе шпекулираш и што ќе кажеш, не се грижи за публиката. Што мислиш, што требаше да биде третата фаза по тебе? Што ти збори инстинктот? Еве, уште малце мисли, еве ќе ти кажам, не, одма ќе ти кажам што ја го беше. викнав овој, да, повели. Значи, третата фаза требаше да биде нешто нешто далеку поопасно од короната. Требаше да биде веројатно, сега моја претпоставка е тоа, не можеме да знаеме. Требаше веројатно да биде некој вирус кој што ќе биде далеку поопасен, далеку посмртоносен, кај што веројатно имам да кажем еден пријател кој што ја знае цела Америка доста добро, значи шета по неа, таква му и работата и она, вика ми кажуваше за некој, да, тоа сме го гледале после документ, но он ми кажуваше затоа што он го видел тоа. Вика, има, вика, цели, вика, магацини, како вика, како магацини се тоа, па некои се како бараки заградени со жица, кај што ние со камионите сме носеле со онаа ознака од војската, ознака, вика, кој имаш таква на камионот стаена, вика, не смее полиција ни да помисли да те сопре. Значи, мора да возиш со одредена брзина, да го однесеш, вика, ти не знаеш што има во камионот. Товарот не го знаеш. И вика, дестинацијата, вика, ти е таа, имаш таа ознака на лепница. X-Files. На лепница, значи, буквално се, кажувам што ми кажува човекот. Имаш, вика, на лепница, вика, ако, пошто ти возиш брзо, над дозволената брзина, и вика, тој со ротационото, вика, вака, од позади, и само вака, кој ќе види на лепницата, само вака ти правите поздравува и те прошишува. Толку. И вика, ќе дојаме, вика, до тие места, заградени, вика, со огради, дали челични, дали вамо, дали тамо, у простори надвор од градовите, или бивши некој. И не знаеш што право. Не знаеш што е, ти само го носиш камионот, обично, вика, нормален товар, кој носиш и ти учествуваш, може би, у истоварот, ова, тука си присутен. Ова не, вика, го предаваш камионот, влегува внатре, го истовараат, ти го носат назад до капија, се качаш у него, чао, пријатно и така натаму. Ги чува вика, изгледаат буквално како логори за сместување на луѓе, со одредени големи, вика, ко згради, ко простори, што треба тоа да биде, или можеби администрација, или некој магацин, или што, вика, у средина тие се, вика, обично бетонски објекти, вика, ова и вика, пусти, гледаш тука, пусти, освен војска и стражари, вика, немаш пристап, вика, внатре. Сашо, закажувам втора средба со тебе. Тоа сакаш. Многу повеќе од пријатно сум изненаден како ти работи умот, како си креативен и како ги врзуваш работите. И ја ти благодарам за оваа твоја сеопшта анализа. Ако се чувствуваш недоискажен, те молам, наскоро кажи ми, за една недела ќе те викнам, пак ќе ми биде задоволство. Па не се, ја знаеш, познавајќи ја, фала ти прво што ме покани, али знаеш, не за друго, знаеш, него познавајќи ја нашава јавност и малце ти е, како да ти кажам, не ја ќе си кажам пак што мислам, ама ти да почнеш сега детаљно да кажеш за овие работи, конкретно што се случуваше за короната, па за вакцините, па не знам што, па да уклучиш тука некоја геополитика, па профилирање на народите, па на државите, па тоа е толку широка тема што повеќево од луѓето, како да ти кажам, ке те пеналат, не, баш кај што се огуглани, баш кај некој без причина ке те пеналат, ке те влечкаат по мреживе, по ова, по она, ке се измотаваат со тебе, те одитичав на заговор. Вака, тогаш ти биди водителот, ти ќе бидеш амнестиран, мене нека ме пенала. А ја ви благодарам ако ме пеналите безмилосно. Благодарам, почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Лека ноќ и пријатно.